Театарџиите денеска го прославуваат својот ден. На сите континенти, на големите и малите сцени на секаде низ светот, се читаат мудри мисли од големите имиња што го создаваат и менуваат театарот. Веќе 48 години, 27 март, се смета за Светски ден на театарот. На различни начини во речиси 100 национални центри на Интернационалниот театарски институт. Представите почнуваат со читање на меѓународна, а во некои земји и на национална порака. Интернационалната порака се преведува на повеќе од 20 јазици и им се чита на гледачите пред представите во театрите низ целиот свет. Автор на првата меѓународна порака, она од 1962 година, е Жан Кокто. Одбележувањето на Светскиот ден на театарот е иницирано на 9-тиот светски конгрес на Интернационалниот театарски институт ИТИ на УНЕСКО во јуни 1962 година на предлог на Финскиот центар на ИТИ. Од наредната 1962 година на 27 март, датумот кога е отворена сезоната на театарот на нациите во Париз, тој се слави на многу различни начини во речиси 100 национални центри на ИТИ низ светот и од многу членови на светската театарска заедница. Македонскиот ИТИ центар Светскиот ден на театарот го одбележува од 1997 година со читање на македонска порака. Ќе ве потсетиме и на некои од пораките кои изминатите години биле испратени на Светскиот ден на театарот. Почнуваме со минатогодишната порака на британската актерка Џуди Денч, која рече: "Театарот е извор на забава и инспирација и тој умее да ги соедини големиот број различни народи и култури низ светот, но тој е многу повеќе од тоа, ни дава можност да се образуваме и информираме. Театарот може да не насмее и да не расплаче, но треба да не натера на размислување и делување." Истата 2010 година, македонската порака за Светскиот ден на театарот ја напише и прочита актерот Никола Ристановски. Еве дел од неа. "Мојот театар вечерва повторно ќе се пресоблече во рувота на Дон Жуан, ќе отфрли безсмислата на апсурдот и погубноста на малограѓанштината и по кој знае кој пат ќе се обиде да ги напипа причините за човечката несреќа, како и изворите на неговата бесконечна сила. Ќе се обиде да го спротивстави убавото на грдото, да го просее доброто од злото. Помислувам дека таквиот театар би можел да биде новата Ноева арка", рече Ристановски. Една од најубавите пораки досега напишани, веројатно беше онаа на бразилскиот театарски режисер и драмски писател Аугусто Боал. Тој во 2009 година рече: "Една од главните функции на театарската уметност е да и се приближат на нашата свест представите од секојдневниот живот, во кој актерите истовремено се и публика, и каде што сцената и публиката стануваат едно. Сите сме актери, правејќи театар, се учиме да го видиме тоа што е очигледно, но не го гледаме бидејќи немаме навика да гледаме. Тоа што ни е секојдневно останува невидливо за нас. Да се прави театар значи да се фрли светлина на сцената од нашиот секојдневен живот. Учествувајте во вечерашнава представа, а кога ќе се вратите дома, играјте ги со пријателите вашите сопствени представи и видете го тоа што не сте можеле никогаш да го согледате, очигледното. Театарот не е само представа, тоа е начин на живење. Сите ние сме актери. Да бидеш граѓанин не значи само да живееш во општеството, туку и да го менуваш." Истата 2009 година, македонската порака ја испрати актерот Ѓорги Јолевски, кој меѓу другото рече: "Театарот е магија која е многу конкретна во своето предупредување, коментирање на реалноста, но и дијагностицирање на аномалиите на така наречената реалност. Актер сум и светот го гледам преку призмата на театарот. Тоа е местото каде што се чувствувам жив, местото каде што можам слободно да дишам и да верувам дека мојот партнер, гледачот, после добиената доза волшебство, ќе се врати во својот свет променет." Го споменуваме и нашиот најплоден македонски драмски автор Горан Стефановски, кој во 2003 година љубителите на театарската уметност во Македонија ги охрабри со пораката дека, наспроти европскиот, нашиот е богат театар. Тој понатаму порача: "Театарот е моќна работилница и погон за приказни. Во театарот приказната не се раскажува, туку се покажува. Таа е сега и тука, пред нас, на дофат. Театарот е мегданот на кој ги остриме алатот на нашата приказна, разбој на кој ги ткаеме нејзините конци. Тука го вежбаме мускулот на нашата свест и совест. Го уточнуваме нишанот на нашата акција, ја ставаме на вага нашата историја и судбина."
И за крај, ви се обраќаме со извадок од меѓународната порака од 2003 година, во која германскиот драмски писател Танкред Дурст едноставно рече: да живее театарот.